Сега имаме нов развој на настаните во ситуацијата помеѓу Данел Арсовска и Висер Ганију. Веројатно Ганију и се заканувал нешто на Арсовска. Овие стварно се глупи овие луѓе, они не разбраа дека на Данел Арсовска ако и се закануваш, ја мотивираш поише да те тепа. Висер Ганију, ти се обраќам тука за пред целата јавност да ти стане јасно што се случува. Таму каде што си измеќар, една работа не ти кажале за мене. Кога се закануваш, само ме мотивираш да работам повеќе и една сите криминални сделки со дивоградбите ќе ги објавам, не се полекувам и не постои притисок што ќе ме натера да се откажам. 150 дивоградби ти имам фатено институционално се писмено докажани и нотирани, службено ти се вратени со сите забелешки на твојата документација, во кои забелешки најнепобитната е дека лажеш дека се градени пред 2011 година, односно градени се сега. Ти, место да им вратиш на луѓето парите за тоа што си ветувал и не можеш да им испорачаш, се одлучи да се пресметуваш со жена, ама оваа жена не ти се плаши ни на тебе ни на тој изјат. Ти фативме низ општина со камиони како градежниот и кабасто отпад ги фрлаш во и околу наши контейнери за да не напаѓаш, зашто МВР инспекцијските служби ти го конфискуваа камионот. 7 милиони му должиш на комунална хигиена. Вечерва си којал план лопову криминален да собираш пак ѓубри да правиш герила да го истураш пред град Скопје. Јас пак ќе ги упатам да се соберат сите илјадници луѓе што сте им зимале пари за небезбедни станови во дивоградби кои никогаш нема да може да ги легализираат, да ти дојдат пред општина Чаир да си ги бараат парите да им ги вратиш. Сама те потсетам, те чека во Чаир, ако си имаш да дојдеш, не собра храброст. И те чекаме во град Скопје со сите докази за дивоградби. Никој не ти се плаши, заедно со ѓубрето што планираш да го носиш, ќе те исчистиме и тебе.